Се наоѓаме пред игротеката Палавковци, единствена во Скопје, која што со својата хуманитарна мисија го прави светот малку подобро место за живење. Палавковци е место каде секој месец се организираат бесплатни родендени за деца од социјално загрозени семејства и за деца со посебни потреби. Скоро една година откако работиме, до сега имаме организирано повеќе такви родендени. Меѓутоа не сакаме да излегуваме во јавност се до сега. Ова што сега се случува е токму на иницијатива на една од мајките од детето што беше од последниот роден ден. Се со цел да се подигне свест. Ова го правиме многу одамна. Луѓето што ме познаваат знаат дека многу години наназад поддржувам, организирам колку сум можност помагам. Сме организирале многу хуманитарни акции. Фидбекот, значи, навистина прекрасен. Не можам да ви опишам едноставно, значи, навистина и децата се воодушевени, родителите се воодушевени. Имаме, значи, случаи буквално да не може да се отидат децата да те гушкаат, исто родителите, значи, тоа потикнува една емоција што не се опишува со зборови. Најголема награда ни е насмевката која ќе измамиме на детските лица. Искрено се надевам, ние веќе имаме одредени јавувања, значи имаме дури волонтери кои ни се јавуваат, кога имаме и такви, меѓутоа и кои имаме и наши родендени, да волонтираат, значи бесплатно, буквално, за да помогнат на некој начин да возрастат за она што го виделе во медиумите. Би упатил апел, значи, до сите игротеки, не знам, центри што организираат било какви родендени, има играчници и секакви, значи барем еден термин во месецот секој може да одвои, да 2 часа, значи да подари на некој дете од таков карактер. Детето на претходниот роден ден немаше дојде на никој на роден ден. Со оглед дека се работи за релација Драчево Ѓорче Петров, ние бевме свесни дека можно е да нема многу луѓе кои би можеле од таму да дојдат на овој дел од градот. Во договор со мајката, за да го изненадиме детето, ние сите ги собравме нашите деца од комши, од вработени, од другари, од едно друго. Не можам да ви опишам со зборови како изгледаше тој момент. И тоа ме натера да излеземе во јавност.